Почитувани во пресцентарот на МИА во Штип, гостин ни е градоначалникот на општина Штип, господинот Иван Јорданов. Господине Јорданов, добро ни дојдовте во пресцентарот на МИА во Штип. Благодарам на поканата, навистина ми е задоволство што ќе можеме да ги споделиме актуелните информации и новости за сите следачи на МИА. Така, да ни кажете, општина Штип е првата општина која достави барање за издавање на општинска обврзница. Имавте прв неуспешен обид, сега во тек е втор обид. До каде е оваа постапка со оглед на тоа дека има институции кои што треба да ја одобрат оваа обврзница, колку еве за јавноста да знае, станува збор за обврзница од 4 милиони евра. Токму така, ние во изминатата година имавме еден неуспешен обид, а оваа година ги проследивме сите потребни одлуки за да дојдеме до можност за издавање на првата општинска обврзница, со која што се надевам дека ќе се реализираат одредени капитални инвестиции. Во финална фаза е носењето на потребните одлуки за издавање на општинската обврзница. Моментално се наоѓа проспектот кој што е доставен до Комисијата за хартија од вредност. Се надевам дека веќе во текот на следната недела на првата седница на Комисијата за хартија од вредност ќе се даде позитивно мислење, одлука за издавање на општинска обврзница, која што одлука со соодветна потврда од Министерство за финансии ќе се проследи до седница на влада, на која што седница треба да се најде точката за издавање на општинска обврзница. Знаете дека во претходната година не дојде до ставање на дневен ред на оваа точка од неразјаснати и необјективни причини. Се надевам дека овој пат политичките недоразбирања ќе се надминат во интерес на граѓаните. Независно од тоа кој во овој момент е градоначалник, кој е централна власт, ова се проекти кои што ќе користат и за сите граѓани без разлика на нивната политичка, етничка, верска определба. Така да сметам дека во време на ваква инфлација, во време кога цените на чинење на материјалите, на елементите за реализација на одредени капитални проекти од месец во месец се зголемуваат, е неопходно да прекосиме на ова време, односно да ги искористиме сите ликвидни средства, финансиски средства, да најдеме начини, различни начини на финансирање на проекти, се со цел проектите да ги реализираме во овој момент, затоа што нивната вредност после 2, 3, 4 години сигурно ќе биде многу поголема. Тоа е нашата цел, се надевам дека ќе стигнеме во реализација и дека ќе има еден консензус во интерес на граѓаните. Така, со овие 4 милиони евра, што може да се направи, тоа да се реализира како капитални проекти? Да, ние на седница на Совет ги наведовме проектите кои што планираме да се реализираат преку оваа општинска обврзница. Знаете дека Штип наназад со годините има потреба од нова инфраструктура, од развојна компонента. Никогаш како град не сме имале капацитет, ниту пак реално оперативен буџет кој што може од една тековна буџетска година да ги реализира ваков тип на проекти, од причина што оперативниот буџет на една општина е најчесто за одржување на тековна инфраструктура која што претходно е изградена. Доколку сакаме да го развиваме нашиот град, да изградиме нови булевари, нови сообраќајници, дефинитивно мораме да најдеме друг начин на финансирање, различен од тековниот буџет. Токму затоа се одлучивме на ваквиот чекор да преку оваа општинска обврзница го isfinansираме вториот дел од обиколницата, која што веќе еден дел е реализиран и завршува пред населбата Пребег, да продолжува од населбата Пребег и населбата Железничка до населбата, викенд населбата и индустријската зона Плуждино, со соодветна инфраструктура како што е главна водоводна линија, која што ќе даде можност за развој на тој дел од градот. Знаете таму дека имаме природни ресурси, минерална термална вода која што не е искористена од причина што нема соодветна инфраструктура, ниту водоводна линија, ниту пак пристапен соодветен пат. Дополнително што општината ќе располага со земјиште кое што може да го продаде за урбанизирање на тој дел и да инкасира средства со кои што ќе се врати оваа инвестиција во форма на обиколница. Другиот проект кој што сметам дека е клучен за подобрување на инфраструктурата во нашиот град, а би се финансирал преку општинската обврзница, е продолжување на булеварот Партизанска, кое што е едно небезбедно сообраќајно решение во овој момент,
Сметам дека населбата 8 ноември со населбата Баби треба да се поврзе малку на поурбан начин, на помодерен начин. Ова се проекти кои што ние ги имаме со одобрение за градба. Од проектите кои што еве така би ги нафрлил, би ги набројал, кои што би можеле да се реализираат преку оваа општинска обврзница, би ја потенцирал и турбината за производство на електрична енергија на филтер станицата на јавното предпријатие ИСАР, за да практично ја стабилизираме финансиската состојба во која што се наоѓа јавното предпријатие, да еден дел од трошоците кои што се генерираат на месечно ниво ги намалиме преку инсталирање и преку вградување на оваа турбина која што ќе произведува електрична енергија 24 часа и со тоа би допринесело да јавното предпријатие има свој приход кој што ќе го пренамени за покривање на трошоците кои што ги има на месечно ниво. Ова се само еден дел од оние суштински потреби на нашиот град кои што не можат да се isfinansираат во една година од тековниот буџет, но доколку се направи едно рационално планирање на враќање на овие средства по еден амортизационен план, сметам дека има капацитет градот, дека граѓаните ќе бидат задоволни со овие нови капитални инвестиции и дополнително што ќе се отвори нов потенцијал за прибирање на основни приходи кои што ќе вратат обврзницата. Така. За 2,5 години од вашиот мандат, според вас, што се работивте, односно какви капитални проекти реализиравте за градот Штип и тоа е за општина Штип? Да, 1,5 година веќе навршува од еве да кажам мојот мандат. Најголем дел од работите на кои што сме фокусирани, како што напоменав предмалку, е тековно одржување. Ние најчесто луѓето кои што се занимаваат со политика сакаме да милуваме да кажеме дека сме реализирале капитални инвестиции, но според мене сето она кое што го правиме како општинска администрација, како локална самоуправа е тековно одржување, реставрација на постоечки сообраќајници, на постоечки улици и дополнително она кое што најповеќе вложуваме средства и внимание е во секое населено место да направиме содржини, спортски содржини, каде што младите ќе рекреираат, ќе спортуваат, нормално други содржини кои што се неопходни за нашиот град, подобрување на инфраструктурата, еве да кажам во централното градско подрачје решавање на сообраќајниот метеж и просторот за паркирање е наш приоритет. Веќе работиме на конзолите на река Отиња низводно од двете страни, се со цел да ги прошириме двете главни сообраќајници, за да во одредени текови од денот не се случува сообраќајен метеж. Очекувам еве од овој месец да започне, затоа што е во финална фаза тендирирањето на изградба на мостот на река Отиња, да продолжи и изградбата на конзоли низводно на река Отиња, реконструкција на градскиот плоштад кој што е лицето на градот со скромни средства. Во завршна фаза е веќе и избор на изведувач кој што ќе прави, еве да кажам, долго најавуваната паркинг, односно катна гаража, која што ќе се наоѓа веднаш до Домот на културата Ацо Шопов на една локација. Во следниот месец очекуваме да заврши и постапката и за втората локација, а таа се наоѓа на почетокот на улицата Ванчо Прке, помеѓу Стоковна куќа Нама и првата стамбена зграда. Исто така го решаваме паркинг просторот и со нова катна гаража веднаш до зградата Промаја, која што е едно тесно грло во градот и бара дополнителни паркинг места. Водиме постапка за набавка на нови автобуси, со кои што ќе воспоставиме после 20 години јавен градски превоз, кој што ќе допринесе исто така за решавање на овој горчи проблем, а тоа е сообраќајниот метеж, но исто така во време на инфлација, во време на зголемени такси услуги, ќе допринесе и ќе овозможи на граѓаните од приградските населби да можат во текот на денот да комуницираат, да се превезуваат за многу поевтини средства. Кога сме веќе кај јавниот градски превоз, ми се чини дека овој процес многу долго време трае. Зошто? Со оглед на тоа што најпрво имавме еден друг модел на воспоставување на јавен градски превоз, а тоа е да ги искористиме веќе постоечките транспортери и компании кои што ги превезуваат учениците, кои што имаат набавено автобуси. Општината во овој случај сакаше да се појави како некој што ќе ги субвенционира картите за јавниот градски превоз, а да се искористат
постоечките транспортери, постоечките автобуси кои што се наоѓаат на територија на општина Штип. Имавме 2 неуспешни повика и одлуки на совет за да се пријават транспортери кои што ќе ги превезуваат и граѓаните, не само учениците. Не најдовме разбирање и не ги мотивиравме до тој степен приватните превозници. Моравме да го бараме другиот начин на воспоставување на јавен градски превоз, а тоа е да во рамки на постоечкото јавно предпријатие Стипион се додаде дејност која што ќе биде за управување со јавен градски превоз. Тоа е причината заради која што една година се пролонгира периодот на воспоставување на јавен градски превоз. Веќе сме во фаза и постапка на тендирирање, на набавка на овие автобуси. Нормално претходно се направи анализа, студија на бројот на превозници, на линии кои што треба да се воспостават и сето тоа бараше од нас една сеопфажна анализа која што ќе ја даде оправданоста на средствата кои што ќе се потрошат за јавниот градски превоз. Ние свесно влеговме во реализација на овој проект и покрај тоа што знаеме дека ќе бидат тоа големи финансиски издатоци од буџетот на општина Штип, затоа што јавниот градски превоз сам по себе не може да биде ликвиден, затоа што картите кои што ќе ги плаќаат граѓаните се со еден символичен износ, но затоа направивме една анализа колку потребни средства ќе бидат доделени од страна на Советот на општина Штип, на јавното предпријатие кое што ќе го организира јавниот градски превоз, за да може истото да обстојува и за да функционира. Така да овие се потребните анализи, одлуки кои што претходеа на процесот на набавка на јавен. Дали Штип во септември ќе има јавен градски превоз? Да, веќе сме во финална фаза, тоа е нашата цел со почетокот на школската година, не само граѓаните, туку и учениците да добијат превоз од страна на јавното предпријатие Стипион, кое што ќе го организира овој јавен градски превоз со модерни, најнови автобуси според сите стандарди. Така. Под ваша ингеренција се образовните институции, тоест основните и средни училишта, градинките. Меѓутоа имате сериозен проблем со тоа што менаџерите не можат да полагаат државен испит во државниот испитен центар. Ќе се доведе ли во Штип да нема кој да ги менаџира училиштата и да му се одземат ингеренциите? Гледаме дека деновиве ингеренциите се одземени на општина Велес, на градинките конкретно. Јас оваа прашање и оваа тема неколку пати досега ја актуализирав, затоа што, како што напоменавте и вие на почетокот на разговорот, помина година и пол од мојот мандат, односно од новата локална власт. Навистина е невкусно да се спречува одреден наш сограѓанин да се стекне со соодветна квалификација, со соодветен менаџерски испит и да се ограничи неговото право за избор, односно за именување на директор. Жалам што политиката кај нас е навлезена во секој сегмент на општеството и сме заложници на политиката. Сметам дека има некои општи теми, некои работи кои што не треба да бидат делегирани и оставени на политичарите, затоа што во овие образовни институции, во градинките, во згрижувачкиот процес се нашите деца. Ако тие врз нив се рефлектираат последиците од политиката, тогаш сите губиме. Губиме сите затоа што овде во овие институции се згрижени и се вработени, односно се згрижени и се школуваат, се стекнуваат со соодветно образование децата на политичките чинители и на едната и на другата политичка партија. И не смее да се доведе прашањето на функционалност на образовните институции и на градинките на политичка одлука. Жално е тоа што се случува во Македонија. Се надевам дека ќе се, да кажам, надминеме сите ние кои што сме активни во политиката и дека за овие прашања ќе дојде ден кога нема да се носи политичка одлука, туку ќе се има еден акламативен консензус во носењето на одлуките. Ги споменавме сега образовните институции кои што година и пол не можат да добијат менаџери, директори, затоа што не се дозволува да се стекнат со основното елементарно право, да се стекнат со соодветна квалификација. Во исто време имаме градинки на територија на општина Штип,
во кои што градинки се оставаат дечињата, најмладите генерации, на персоналот кој што се грижи целодневно за нив, не се доделуваат и не се одобруваат согласности да се вработат воспитувачи и негуватели на испразнетите места по основ на пензионирање. Тоа е хроничен проблем во сите институции. Тоа е нешто кое што ни создава нам проблеми во функционалноста на институциите. И тоа се работи кои што не треба да бидат зависни од политиката. Се надевам дека еден ден во Македонија, без разлика кој ќе биде на локална или централна власт, дека ќе ги надминеме разликите, дека овие прашања никогаш нема да бидат доведени до политички одлуки. Така. Кога сме веќе кај процесот на децентрализација, овие институции се децентрализирани. Дали имате проблеми со функционирањето на оние институции кои што се децентрализирани? Противпожарниот дом, училиштата и градинките? Знаете, ние комуницираме со нашите колеги, и од другите околни држави, каде што фискалната и административната децентрализација е на многу повисок процент компаративно со Република Македонија. Една соседна Србија, една Босна и Херцеговина, една Хрватска, која што веќе дел од Европската Унија, многу поодамна имат направено повисок степен на децентрализација, затоа што тоа е начинот на развој на средините, на местата каде што живеат граѓаните. Доколку сакаме да ги решаваме проблемите на граѓаните директно, тогаш мораме да имаме повисок степен на децентрализација. Конкретно, ние со постоечката децентрализација, која што првата фаза се одвиваше во 2005, а сега втората фаза се одвива во овој момент, имаме стекнато одредени обврски и одредени права. Но обврските кои што ги имаме стекнато за функционирање на одредени институции, како што е територијалната противпожарна единица, се неодржливи, затоа што добиваме блок дотации кои што не се доволни за исплаќање на плата на вработените, а па камоли да размислуваме за добивање на блок дотации за тековно одржување, за обнова на опрема, за инвестирање во модернизација на територијалната противпожарна единица и за другите пропратни трошоци кои што ги имаме на месечно ниво. Сега ние како локална самоуправа, ако располагаме со одреден оперативен буџет кој што го прибираме по основ на даноци, кој што и така е најмал компаративно со другите држави во Балканот, да не одам далеку во Европа, го трошиме тој оперативен буџет кој што треба да го вратиме назад кај граѓаните во форма на капитални инвестиции. За ваквите основни обврски кои што со децентрализацијата се обврска на централната власт, тогаш немаме развој. И затоа години наназад граѓаните не паметат во штип капитална инвестиција, затоа што системот е поставен да немаме доволни средства за да имаме развојна компонента во општината. И ова е проблем кој што ги засега сите општини, сите градоначалници. Иницирате решавање на овој проблем со противпожарните единици? Да, веќе направивме еден состанок со ЗЕЛС, со градоначалниците на ЗЕЛС, веќе се донесе записник со кој што бараме од Министерството за одбрана, од кое што сме ги добиле надлежностите за територијалните противпожарни единици, да имаме критериум на исплата на блок дотации, затоа што по Законот за пожарникарство на град, на секоја општина, бројот на вработени во територијалните противпожарни единици зависи од бројот на жители. На 1500 жители е потребно да има еден вработен во противпожарната единица. Не може блок дотациите да се носат врз основа на друг критериум, односно висината на блок дотациите да бидат донесени врз основа на друг критериум, туку исклучиво по бројот на жители на општината. Ако некоја општина има поголем број на вработени во територијалните противпожарни единици врз основа на тоа што Законот за пожарникарство утврдил колкав треба да биде тој број, во тој износ треба да бидат и блок дотациите. Кај нас тој критериум го нема и затоа се создаваат овие анимозитети, оваа недоверба и оваа нефункционалност. Затоа што поголем дел од средствата кои што треба да завршат кај граѓаните, ние ги трошиме за некои намени кои што не донесуваат вредност и не генерираат развој на општините. Следни институции кои што треба да се децентрализираат, т.е. да потпаднат
под ингеренција на локалната власт се културните институции. Сметате ли дека сте подготвени да ги прифатите, тоест да менаџирате со нив? Ова е следното прашање кое што сакав да го начнам како тема, затоа што нормално ние имаме одредени права, но имаме одредени обврски. Можеби степенот на децентрализација кај нас не зависи само од политичката волја на централната власт. Зависи и од капацитетот, од можностите кои што ги имаат општините. Објективно ќе кажам дека се помалку стручен кадар можат општините да вработат, кои што ќе бидат носители, двигатели на институциите кои што се под локална самоуправа. Тоа е следното прашање со кое што ние треба да се позанимаваме, затоа што миграцијата на пазарот на труд е главниот проблем со кој што се соочуваат пред се малите локални самоуправи, односно малите општини. Затоа што немат соодветен капацитет, логистика и потенцијал да ги водат институциите, затоа што немаат соодветен стручен кадар. Ние ќе се соочиме со проблемот за неколку години да немаме градежни инженери, да немаме да кажам архитекти, да немаме сметководители овластени. Нешто кое што е неопходно за функционирање на одредена институција. Зборувам за град од 50.000 жители. Доколку помалите општини добијат одредени надлежности кои што мора да ги менаџираат и управуваат, а немаат соодветен капацитет, тоа ќе биде дополнителен проблем да делегирањето и да кажам децентрализацијата не ги решава проблемите, туку ги продлабочува проблемите. Затоа е неопходно да се направи една сеопфатна анализа и да не важи правилото за сите општини подеднакво, туку мора да се прецизираат критериуми по кои што критериуми ќе се реализира оваа децентрализација, без разлика дали е административна или е фискална. По однос на фискалната децентрализација, не може по клуч сите општини да добиваат ист процент на поврат на додадена вредност, а истите овие општини да не ги враќаат овие средства назад кон граѓаните. Мора да се стимулираат и мотивираат општините, доколку поголем процент од оперативниот буџет го враќат во форма на капитални инвестиции, тогаш да имаат поголемо право на поврат на данокот на додадена вредност. Или па доколку го зголемат процентот на наплата на примарните и основните приходи кои што ги имаат, од овој критериум да зависи процентот на децентрализација. Доколку не се дефинираат овие критериуми, ќе имаме состојба во Република Македонија каде што одредена општина како што е Арачиново ќе нема наплата на данок, а по дефолт ќе добива пари колку што ќе добива друга општина која што ќе има поголем процент на наплата на данок и која што ќе има поголем процент на враќање на парите во форма на капитални инвестиции. И она кое што е најголем ризик, кој што ќе се создаде преку фискалната децентрализација и административната децентрализација е тоа што ќе се појават локални шерифи, на кои што не можеме со сигурност да им ги довериме парите на граѓаните да тие ги управуваат. Затоа мора да се направи соодветен критериум кој што нема да зависи од политичката волја на централната власт, туку јасно дефинирани критериуми по кои што општините ќе добиваат или нема да добиваат финансиски средства. Така. Дали ова го веќе предложивте како пред ЗЕЛС за да оди понатаму до централната власт за да се направи таа анализа? Проблемот кој што го имаме со одредени институции, функционирањето на тие институции заради веќе започнатата и реализирана децентрализација, како што напомена, веќе го предискутиравме, го искомунициравме и е проследен. По однос на фискалната децентрализација, сите, да кажам, засегнати страни, сите општини, сите градоначалници го имаат констатирано, но немаме донесено соодветна одлука која што ќе приложиме на централната власт да ги разгледа овие наши разгледувања, размислувања за да имаме повисок степен на децентрализација и поголема функционалност на институциите кои што ќе бидат под наша надлежност. Да се вратиме на оние домашни локални теми. Горлив проблем на општина Штип е водоснабдувањето, посебно во текот на летниот период.
Има ли годинава пари општината барем парцијално да почнува да го решава проблемот со старата водоводна мрежа? Па, етапно, да, ние се трудиме расположливите средства да ги реалоцираме и во подземна инфраструктура, и во, еве да кажам, сообраќајници во патната инфраструктура. Но тоа не е доволно за да можеме ние конечно еднаш за секогаш да го решиме проблемот со старата и дотраена водоводна мрежа. Ние го решивме проблемот со количината на вода во водоснабдителниот систем, затоа што во летните денови бунарскиот систем во изминатите години во одредени сушни периоди немаше доволно количина на вода за да се испорача до сите делови на градот, овде ги мислам повисоките делови на градот. Сега имаме доволно количина на вода од хидросистемот Злетовица за да се дистрибуира во текот на целите овие кризни месеци кои што може да бидат сушни до домакинствата, до правните субјекти, но имаме проблем со старата и дотраена водоводна мрежа која што на поголем притисок и на поголема количина на вода ствара дефекти. Тоа е вториот проблем кој што се рефлектира како резултат на решавањето на првиот проблем, на кој што треба како локална самоуправа да се насочиме. Ние како општина издвојуваме секоја година во нашиот буџет средства кои што етапно ги инвестираме во реконструкција на старата и дотраена мрежа. Но доколку сакаме решавање на овој долгогодишен проблем, потребно е да се изнајдат начини на финансирање, дали ќе бидат тоа преку одредени банки, дали ќе бидат тоа преку еве да кажам средствата кои што ги имаме од самопридонесот, кои што не се доволни, но ќе решиме еден дел од проблемите, дали ќе биде тоа преку Европската инвестициона банка, преку ресорното Министерство за животна средина, каде што сега ќе излегува повик со кој што општините ќе можат да аплицираат со проекти за водовод и канализација. Ова се можностите кои што во наредниот период ќе ги разгледуваме. Дефинитивно на Штип му е потребна нова линија 2, потребно реконструкција на линија 1 и реконструкција на секундарната мрежа за водоснабдување. Имате искалкулирано колку пари ова би чинело? Да, значи, еве да кажам, повеќе од 5 милиони евра ќе е потребно да Штип реши поголем дел од водоводната мрежа, која што е застарена и која што има потреба интервентно да биде променета. Ние ги немаме овие средства за да можеме во овој момент да навлеземе во решавање на овој проблем, затоа при реконструкција на улиците, на патната инфраструктура, вршиме промена на подземната инсталација, односно на подземната инфраструктура. Но, етапно, оваа година планираме, веќе се изготвени проекти за изградба на аплицирање на проект за изградба на резервоар во населбата Пребег, резервоар во населбата викенд населбата Мери, кои што ќе бидат за решавање и намалување на притисокот на водоводната мрежа, која што создава чести дефекти на старата и дотраена мрежа, а паралелно исто така работиме и на проекти на замена на цевките и на старата водоводна мрежа на сите делови од градот. Така и сосема за на крај уште две прашања. Едното е за многу краток временски период направивте смена на директорските позиции во ИСАР и во Стипион. Зошто? Затоа што ова е еден нов начин на кој што го концепираме нашето работење. Сметам дека тимот со кој што се вложуваме да бидеме сервис на граѓаните, дали тоа го правиме успешно или не, јас можеби ќе бидам субјективен. Но сметам дека тој тим со кој што, еве да кажам, се трудиме да ја подобриме услугата преку јавните предпријатија кон граѓаните, треба да го даде најдоброто од себе во даден момент. Затоа правиме, еве да кажам, чести рокади на позициите, за да го изнајдеме најсоодветното решение во одредена институција, која што во буквална смисла на зборот ќе биде сервис кон граѓаните. Ние се соочивме со огромни проблеми во јавните предпријатија, пред се заради зголемени трошоци и заради енергетската криза, и заради зголемувањето на облогот на плата, заради зголемувањето на минималната, на просечната плата,
но се соочивме со проблеми и заради враќање на стари долгови и камати. И на вистина, менаџирањето во овие институции во еден ваков момент е пеколно тешко. Затоа се трудиме да го понудиме најдоброто кое што го имаме во даден момент за да функционираат јавните предпријатија, а односно граѓаните да бидат задоволни. Колку ќе успееме во ова ќе покаже времето. Јас нормално ќе бидам субјективен, ќе кажам дека решаваме проблеми, но дали е доволно, не е доволно, може подобро затоа што секојдневно до нас стигнуваат информации и проблеми со кои што се соочуваат граѓаните како последица на старата дотрајана инфраструктура со која што располагаме како град. Кој ќе ви биде најголемиот предизвик годинава? Реализација на одредени капитални проекти, издавање на првата општинска обврзница. Од капиталните проекти кои што можам да ги напоменам е паркирањето на нивоа, катните гаражи, кои што треба да бидат 3 во централното градско подрачје, пуштањето во употреба на јавниот градски превоз, набавката на новите автобуси, реализацијата на проектот Конзули на река Отиња, почеток на изградбата на булеварот Партизанска, пуштањето на, да кажам, долго очекуваното кино во Штип, кое што треба да се случи на крајот на овој месец. И тоа се проекти со кои што се надевам дека ќе се модернизира и подобри начинот на живење на нашите сограѓани. Господине Јорданов, благодарам на разговор. Ви благодарам на вас на можноста. Почитувани, ова беше разговорот со градоначалникот на општина Штип, Иван Јорданов.